Добри дојде во студио за моите двајца гости, Владимир Куновски и Марија Ристевски. И двајцата сте од фракцијата на Левица, која нарековте Единство. Сакате да се обедините со Левица, заради тоа се вика Единство, или сте само цинични? Па, можеби проблемот е бидејќи нема идеолошки разлики во Левица, значи не фракцијата обично иде во поради идеолошки разлики. Основата е иста, значи немаме идеолошки разлики со останатите членови во Левица. Проблемот е во поимањето на внатре-партиската демократија и почитувањето на статутот. И поради тоа решивме, за да си ги заштитиме нашите интереси во рамките на партијата, да ја формираме оваа фракција. Поточно таа е формирана пред уште 2 месеци, меѓутоа беше јавно обзнанена вчера. Да. Зошто беше јавно обзнанена? Вие имавте еден вид пресконференција пред во Жена парк пред собранието практично, каде говорите дека постои некаков раскол во Левица, вие не сте за тоа, не се согласувате со одењето на Левица на избори, токму поради тоа повлековте еден потек кој е во најмала рака скандалозен, нели? Да одите на суд токму поради таа одлука. Видете, ние се одлучивме на овој потек за фракција и одење на суд единствено поради нивната ароганција. Доколку они малце има чувство, има сен за слушање, да кажем, на другата страна, условно, ако веќе не рачунуваат како друга страна, немаше да дојде до ова, верувајте. Кои се тоа они? Па јас ќе ги потенцирам, поготово Здравко Савески, последно време ме чуди што и Пасиев му даде поддршка, зошто, како, не знам. Меѓутоа, однесувањето на Здравко Савески во последен период, што се случи со него, не знам, јас... На што мислите? Кој Па мислиме дека сака да одработува нечива агенда. Бидејќи они нас не обвинуваат, вчера Пасиев јавно кажа дека ние обработуваме, јас сум стварно зачуден. Ние знаете цело време никаде не се појавивме во јавност, чекавме да видиме, да не речат им правиме така што зборат обструкции и саботажи, што ќе сработат. Буквално повеќе не можеме да трпиме да гледаме како Левица која ние основавме, основачи јавно ќе кажем и вчера кажав, тие луѓе што седеа вчера на пресконференција, најодговорно тврдам дека сме преку половина или преку 500 основачи на партијата. И ние не можеме повеќе да гледаме како партијата тоне, како се губи имиджот на Левица. Сведоци се гледате, земале едно знаме, мафтаат по улица, слика на Че Гевара, се слика позади некој партизански споменик и мисля така се добиваат избори. Ние им кажавме дека во овој момент не сме баш така спремни за избори, дај да дискутираме, дајте луѓето да седнеме како луѓе, да се разбериме. Очигледно дека има различни мислења. Јас поготово бев, нека демантират ако не е така. Тој поборник да седне поготово президиумот како највисоко раководно тело пред одржување тој фамозен централен комитет. Ние како президиум да донесеме одлука, да видиме што е, како е, што се разговорите со опозиција. Добро, може да продолжи Владимир Куновски, само да кажам дека Мариглен Демири беше поканат вчера, го поканив да присуствува на оваа дебата, да ги спротиставите аргументите. Тој ми рече дека оди на дебата само со поголемите политички партии, иако дојде до фракција, до раскол во Левица. Само нешто за Гени да кажем, Мариглен Демири, исто како и Бранимир Јовановиќ, се повлекоа од највисоките тела на партијата. Стана обични членови. Меѓутоа, другарството према дали Пасиев, дали нешто друго, се рефлектира веројатно. Да се појави. Меѓутоа, треба да го прашате и него и сите да ги прашате зошто се повлекуваат од президиумот. Која е таа ароганција од другата страна која што некој не сака да слуша? Зошто? Кој е виновникот? Ние тоа сакаме да одиме со Куновски, дојме со Куновски, вие бевте во домашен притвор заедно практично, не заедно, но и Здравко Савевски еднакво беше домашен притвор заради демолирање на канцеларијата на председателот Иванов и сега дојде до разедување со Здравко Савевски. Па дојде до разединување прво, значи влегов оваа партија не познавајќи никого. Значи пред година дена никој од партиските членови не познава, посебно во органите што се. Добро. Јас се вклучив, може да се каже иронично дека го добив местото во Централниот комитет по заслуга, некаква заради домашниот притвор, меѓутоа најбитната работа според мене е
законска, односно се да биде во рамките на статутот, бидејќи имаме обврска кон 1000 основачи и кон неколку илјади симпатизери. Се мора да биде направено како што треба. Што вели статутот? Што сакате да кажете? Статутот вели дека одлуките за одење на избор ги прави највисокото тело, тоа е президиумот, кое што е на исто како во другите партии како Конгрес. Добро. Ние немавме, пленум, немавме пленум. Добро. Немавме воопшто пленум, туку имавме понизок орган, Централен комитет, кој што ја донесе одлуката. Проблемот тука во целата партија лежи токму во наводното другарство. Бидејќи ние, најголем дел од партиските функционери не го имаат ни прочитано статутот, бидејќи веруваат токму на другарот Апасиев, бидејќи тој го има напишано статут. Требаше навремено да каже дека не треба тоа раководно тело да ја донесе одлуката, туку треба друго раководно тело да ја донесе одлуката. Добро, и токму заради тоа отидовме на суд. Под број 2, одлуката за кој ќе биде на кандидатската листа треба да ја донесе исто Централниот комитет. Меѓутоа на таа седница, последната седница на Централниот комитет на 16.10.2016 година немаме таква одлука кои ќе бидат кандидати за носител, ги усвојува поточно Централниот комитет, ги усвојува кандидатите за носители на јавни функции. Тоа го немавме на 16.10 туку во друга постапка. Е тоа направено. Че имаме две прекршувања на статутот. Тука е главниот проблем. Не ве разберам тоа со 16.10 значи, што сакате да кажете. 16.10 е последната седница на Централниот комитет. Тогаш воопшто не станало збор, не била на дневен ред таа точка. Кој би бил? Кој би бил кандидат? Значи, добро, туку на некоја друга седница. Друга постап, значи нема друга седница. Не постои друга седница од 16.10 навака. Воопшто туку има некакво електронско гласање. Меѓутоа, тоа електронско гласање нема правилник усвоен на Централниот комитет. И токму заради тоа вие одите на суд. Да, одиме на суд токму заради тоа, меѓутоа, главна... Судот ви го отврли вашето барање. Не е тоа нашето барање. Добро. Значи, моето барање е со уште еден член на президиум, Перо Оџаклиевски, ние го поднесовме, треба да и тоа е предлог за времена мерка. Добро. Кој што треба да биде, одговорот треба да биде даден денеска во петок или во понеделник. Што значи тоа предлог за времена мерка? Значи времената мерка сакате? Бараме времена мерка да се запре и одењето на избори на левица. Значи со тоа влегуваме во правиме преседан во македонското правосудство. Бидејќи преседане и ова што го имаме во левица. Тие чудат на во ред, но јас не сум ја напишал сам таа тужба. Се консултирав дури со 5 адвокати. На суд ќе одиме во постапка на суд во која што ќе ги поништиме гласовите добиени за левица. Значи резултатите ќе им ги поништиме. Да, гласовите добиени за левица без разлика дали ќе добие мандат или не, тие ќе бидат неважечки. Бидејќи целата основата, коренот на одлуката за одење на избори е невалиден, нелегален, нестатутарен и незаконски и ќе ја тераме оваа постапката до крај бидејќи влеговме, значи ниту во животот не сум бил член на ни една партија, ниту сакам да бидам во друга. Сакам се да биде легално од почеток до крај. Бидејќи може да ни се случи после, како што беше еве со Фрчковски, пишувачот на уставот после 25 години да каже дека го прекршил законот. Зарем тоа ќе дозволиме да ни се случи за 20 години од сега ако некој од тие правници кои што го напишале статутот го прекршиле да ни кажат не тогаш го прекршив статут. Значи не смееме да направиме па посебно не во партија која што е во зародиш. Значи ние тргнавме со малку поголема идеја. Работничките права се сршта на оваа партија, точно. Меѓутоа тргнавме да го промениме и целиот општествен амбиент, целиот политички амбиент. И според мене првата работа која што требаше да биде е падот на режимот. Тоа е приоритет. Дали ќе бидат овие избори не се толку битни дали левица ќе влезе во собранието. Тука е проблемот да ги граѓаните да ги вратат институциите и да се врати демократијата во Македонија. Имаме многу прилики бидејќи сме млада партија. Добро, анкетите велат дека многу слабо котира левица, но сепак левица тврди дека би земале 1 до 2
пратеници. Кои се вашите проценти? Видите, нашите проценти покажуваат, тоа и сите анкети укажуваат, поготово во втората, третата, четвртата и петата изборна единица, дека дури испод 0,5 некаде проценти. Добре. И затоа ние вчера им кажаме единица нешто, некоја можност постои, зависи колкава ќе биде излезеноста на граѓаните. Зашто ако е преку 70%, треба околу 8.000, не знам дали ќе успеат и во единица. Меѓутоа, како што кажа колегата, не се работи овдека за дали левица ќе добие пратеник. Не може партија нова во старт која кажува дека е демократска партија, убаво звучи за јавноста, ние немаме председател, меѓутоа стварноста е сосема друга. Стварноста внатре во партијата е катастрофална демократски. Во кој смисол? Во смисол на немање дебата, за суштински, значи за суштинска тема, избори како што се, ние тамо немаше никаква буквална дискусија. Они додека ние работевме на терен, кој се тоа они? Здравко цело време говорам за Здравко Савевски, меѓутоа последно време Апасиев се приклучи на таа. Добро, Иве Савевски е поканет во ова студио да дебатира повторно или со вас и со некој друг од луѓето. Еве јас јавно додека ги повикам, пошто се фалат правеле растур по дебати. Сите ги мачкале, немале, нека дојдат да се соочиме фактите, аргументите, па да цени јавноста кој е во право, што е во право. Членови на левица ја информира јавноста дека 15 луѓе ќе бидат избркани од левица на 12 декември, значи ден после изборите, затоа што мислеле поинаку. Тоа се приказки за мали деца. Тоа може да го прават само во нивното здружение Ленка. Ние политичката партија Левица, поготоа ќе зборам за себе, не вложив толку труд, толку финансиски средства, толку човечки ресурси. Додека они подло, значи ќе кажам подло игра, уфрлаа луѓе во централен комитет. Еве само за пример ќе кажам, од Битола има 9 членови во централен комитет. Значи они свесно уште со формирањето на партијата свесно работеле дека ќе им биде потребно 2 гласа. Надгласување во нормална демократија, во нормална партија не може да постои. Мора да постои дебата. Гледате и во Македонија едно време имаше надгласување, меѓутоа се случи Бадентер. Значи кога имате од другата страна луѓе кои што се со различно мислење, вие мора да го потрошите време да научите да слушате. Гледате они што прават. Со сите политички партии, вчера кажав, со сите политички партии се скара. Со дел од новинарите се скара. Замислете на Facebook некој само ако малце нешто им контрира, не се согласува со неговото мислење, му пишуваат пријатно чао, те бришам. Најверојатно после вчерашната пресконференција и мене ми избришале за пријател. Не треба да знае јавноста со какви луѓе има и со какви луѓе имаат работа. Ние кога беше Здравко поготово притвор, ја на работа сум излегувал, сум ризикувал, јавно ќе кажам пред сите, додам пресконференција, работа во железница работа. Да го бранам. Јас сум бил кај него дома, кафе сум пил и кога беше. Вакво понашање, ваков однос према нас да имаат, тие луѓе не знам дали се стварно демократи или па нешто друго е во прашање. Има една песна од Парличев 1763 лето како беше. Значи глумат лицем светци, меѓутоа срцем вълци како беше. Верувајте и таа споредбата некаде веќе стварно сум огорчен од нивниот однос. Ние сме јас сум 25 години синдикалец. И вчера кажав, куќен совет за да смениш чистачка, комшијата ми звони 10 пати да потпишиме. Партија која смее не морам да кажам вчера дека ме обвини. Добро, после ќе говориме за тоа, но ајде, ако инсистирате, Апасиев кажа, еве јавноста нека цени. Апасиев кажа дека и сме имале некои интереси, понуди, претпоставка нели од некоја опозицијска партија за функции. Јас 25 години, за разлика од нив, јас сум имал можност да се продадам до сега, да се купам на неколку пати. Јавноста знае. Штрајкови, блокирање, патишта, улици, меѓутоа не само да завршам. Они за прв пат во нивниот живот малце порасна во јавноста, има некоја можност нешто да ги дознае, да кажат и ја како они што зборат, ја ќе кажам јавно. Кај мене постои сомнеш дека тие работат за некоја друга партија. Замислете како за која партија? Па режимот е како што го зборат сите. Од еднашка режимски медиуми, Сваровски судство, сега ТВ Нова секој ден ги пушта на дебати. Република Здравко дава интервју.
Добро. Сваровски судство сега се фалат, ете судијата експресно им дал за првата тужба, времената мерка дека е завршена. Гледате како, значи сомнеш постои кај мен дека тие работат за нешто, а времето ќе покажи кој за кого работат. А тие ве обвинуваат дека Да, нека обвинуваат слободно. За СДСМ. Нека обвинуваат. Но еве во јавноста, односно на социјалните мрежи, циркулираше еден мејл на Апасиев, на Димитар Апасиев, каде се заканува со јакобинство. Вели, тој мејл всушност ви е пратен на дел од членовите на Левица. Тоа е на официјалниот мејлинг, на официјалната мејлинг. Беше објавен на Facebook и заради тоа ќе го прочитам. Да, треба тотално игнорирање на недругарските коментари и постови на Бране, Владо. Значи Бранимир се мисли на Бранимир Јовановиќ, Владо Владимир Куновски, Ана мисли на Ана Глигорова и компанија. Ама тотално со тоа они добиваат, ние губиме. За чинот постизборно треба јакобинско сценарио, фала ви другари и на крај текче да вам буде жал. Па проблемот е што има на уште на почеток, значи има делење на наши и нивни. Значи јас ви кажав на почеток пред година дена никого не знаев, а пред 6-7 месеци почнав полека да ги запознавам луѓето кои што се функционери. А сега веќе сосема ги запознав. Да, па сега се сите со смркнати гајки кажано. Меѓутоа, еве, поделбата е уште тука, значи тоа е пратено пред 20 на дена 30 тој имейл и веќе се гледа дека има веќе се има полека почнува да се тргаат маските. Видовме кој стои позади тоа, значи тоа е условно кажано крилото од Ленка, кое што е пренесено тука и кое што не сака да има поширока поголем број на луѓе да ја одлучува. Добро. Значи, разговаравте ли вие после овој мејл со Па не, јас после овој мејл не можеш да ги најдеш никаде, бришат све живо, значи не комуницираме, значи тоа беше на мејлинг листата комуницирано и тоа беше поради две објави. Значи едната е на Бранимир Јовановиќ на Facebook дека нема да се кандидира за пратеник. Добро. И истото и на Ана Глигорова. Ваков коментар да добијат после ова, значи сепак дека некој има некакви тајни намери, некакво лошо сценарио ни подготвува, меѓутоа тоа е само овој мејл е само одраз на немоќ. Бидејќи не знаат во разговор да ги решат работите. Главниот проблем, повторно ќе се вратам на 16.10. Тогаш индициите мои лични дека има сценарио дека се обработува за некого е кога имате одлука без разлика беше поставено имаме одлука одиме во коалиција. Тоа што имате состанок. Да, тогаш е 16.10 сесија на Централен комитет. Добро. Значи има две условно сценарија. Одење во коалиција со СДС, за кој што имаме само еден разговор со СДС и немаме детални информации, значи имаме мачка во вреќе имаме тука. А другото е одење сами на избори. Значи така беа поставени двете сценарија. Меѓутоа тие не беа разработени. Се гласаше за одење на избори, 24 гласа за и 17 беа или против или воздржани. Со тоа што сценариото одење сами на избори немаше, не се изгласа изборна цел, не се изгласа, немавме веќе подготвен буџет за тоа, да знаеме, не знаеме, немаме податоци од базите, да видиме колку имаме гласачи каде, немаме никаква анкета спроведено, дали тоа ќе биде со наши анкетари или ќе биде платена некаква анкета. Значи одиме буквално во провалија, не знаеме што. Значи тука само требаше и одлуката беше ќе одиме во онолку изборни единици за колку што ќе собереме кандидати. Вие бевте ли тогаш на тој состанок? Бев, значи ја пена ми фати уставот зборење и убедување, меѓутоа проблемот е што го имаме груевизмот кај нас. Значи тука се има една матрица на размислување, тоа е така и нема разговор. И проблемот е што многу недемократски луѓе, значи немаат прво личните принципи кон соговорникот, не им се демократски, за да се функционери и одлучуваат во партијата. Значи проблемот е што во корено, значи во основањето се вметнале на почетокот и сега тие ја тераат некаква си своја агенда. Да имаше чисто сценарио
со предлог буџет, со предлог активности, со податоци од терен, дека ние би добиле, нека биде само во изборна единица 1. Јас би гласал за одење сами на избори. Меѓутоа, начинот на кој што тоа се доведе ме остави да се сомневам дека има сценарио. Меѓутоа, цело време сум притаен, ги следам дебатите, меѓутоа ако 6 или 7 пати се појавите на режимски медиуми, тоа само во контра со ВМРО. Значи, бидејќи има уште 9 други коалиции или партии кои што треба да настапат, па ако еднаш, два пати те викнат сам, 3 пати, па ќе се јавиш кај другите партии, ќе прашаш зошто не доаѓаат. Значи, сето тоа ме наведува дека неколку луѓе само одработуваат, а за жал има и заблудени млади луѓе, бидејќи цела пола Македонија се смее на младите министри на ВМРО ДПМН. Па половина од нашите раководни функционери се луѓе кои што имаат од 25 до 30 години. И тие немаат политичка мудрост, нити доволно животно искуство да ги проценуваат работите само во рамките на нивниот мал круг на луѓе. Сепак за да бидеш политичар треба да имаш малку поширока слика, значи и сега се случи добар дел од нив да се фатат на јадицата на режимот, тоа е ТВ Нова, и сите сега да се удираат во гради, види колку сме добри, а не ја гледаат суштината. Значи добар дел од тие луѓе што им беа од ВМРО ги знам. Значи тоа не се ни трет ешалон, тие се добар дел се и обични службеници, кои што имаат партиска книжка. Значи не им ги пуштија првиот ешалон, ни вториот, ни третиот, туку многу подале, а ние наводно ја пуштаме првата најаките борци. И нормално ќе победат 10-0. Ја на ова би се вратил малце. Па сценарио, меѓутоа, не знам кај колегата, меѓутоа кај мене ова ја приличашата дека со нив стварно имаме работа со сериозни луѓе. Вие добивте ли и еден или повеќе мејлови од повеќе мејлови има со имаше повеќе мејлови, меѓутоа пазете после ја укинаа таа мејлинг листа кај што ние можеме да ги читаме што правиме. Нека се тргна на страна во ред. Меѓутоа ова кога го пратија и кога почна да праќа други абери, јас сватив дека стварно имаме работа со несериозни луѓе, со луѓе кои што не знам, не можам да ги дефинирам, право да ви кажам, тоа песната преска што ја кажав од Глигор Прдичев, вака народот кога ги гледа им, тие на почеток ја добивав сигнали од одредени личности во држава, Маријан пази со кого се фаќаш, Здравко поготово, пази вика конфликт на личност, нема во организација каде што не се скарал, солидарност, не знам каде. И овдека веќе ние го видовме што е, добивавме и за други сознанија дека пазите конфликт на личност, меѓутоа ја не сум ништо подобар, јавно кажувам. Јас им кажав, немајте гале, ако сакаат да играат прљава, ќе ми имаат како сакаат. Ја бе спремен, значи целосно мојот авторитет, мој као синдикалист што кажа и Владо. Прв пат влегувам во некоја партија, мислев дека синдикатот преку оваа партија ќе можат работниците конечно да ги остварат своите права, да се слушнат нивните права. Еве гледате цела кампања водат, еден синдикат колку ги има во држава не им даде каква таква прикриена поддршка. Значи тука работниците веќе ги ценат дека се работи стварно за луѓе кои што не и прашуваат каде сме ние, каде сме као синдикат во целава игра. Да. Што сакам уште нешто да потенцирам. Значи не може луѓе кои што сакаат да влезат во парламент, кои што сакаат да водат држава, да не почитуваат основното правило, тоа си е својот статут. Замислете, он тврди дека правно кажува, доктор на науки доктор по право стално потенцира, мислам не е во ред, тоа има и други доктори по право, не е дека некој е непаметен во држава. Потенцира дека Централен комитет и пленум е исто. Не може да биде исто. Утре може да каже, ако влезат во собрание, владата и собранието е исто, ја влада некој министер ќе потпишам факт, ќе нападам некоја држава, ќе се припојам кон некоја држава. Значи мора да се има да се има демократски капацитет. Мораш веќе не. Вие одите на суд и така веројатно ќе ги решите овие конфликти. Ама не, Јакобинско сценарио, ја еве јавно им порачувам дека од понеделник ќе има некакво сценарио. Дали за нив, дали за нас ќе видиме, ќе кажат фактите, аргументите. Основачите ќе кажат. Немојте да се заканувате. Не се заканувам, не. Само му одговарам дека очигледно некој ќе има одговорност. Зошто партијата е доведена до вестета и мора да се расчисти. Но не мислите дека ќе има. Не, Јакобинско, ние со аргументи ја кажа преска. Преку 50% од основачите ние ги имаме на наша страна. Ние не направивме партија некој да ја приватизира и да се игра. Не е ова здружение некој па сега ја како ќе кажам така ќе биде. Не може. Јас ви благодарам. Треба да научат да слушаат и други мислења. Благодарам што бевте гости.